Охридското езеро кое го делат двете соседни земји, Македонија и Албанија, се соочува со сериозни закани по неговиот екосистем и загрозување на статусот на УНЕСКО. На самото крајбрежје на албанската страна од езерото, кај селото Тушемиште, се изведуваат градежни активности во самиот биолошки резерват заштитен од УНЕСКО. Албанскиот премиер Рама објави детали од планот како ќе изгледа брегот на езерото кај Поградец и Тушемиште, што најде на силни реакции од експертите од двете земји. Пред 3 години државата отпочна проект тежок 22 милиони евра. Фокусот е реката Дрилон и нејзиниот слив и делот на литоралната зона од Дрилон до Тушемиште, практично до границата со Македонија. Ке се гради пристаниште и шеталиште на целата крајбрежна зона од Дрилон до Тушемиште, открива Аријан Мероли, експерт за животна средина од Поградец, кој смета дека ова нема да помине без реакција на УНЕСКО. Обавезно треба да имате овој документ што се викат влијание врз животна средина, сливот на Дрилон реката, полуостровот на Лин и ова литоралната зона треба да имат посебен статус, строго заштитни зони, нов закон за овие за управување и обавезно за секој чекор за имплементирање на големи проекти пред да почнуваат треба да имат едно одобрење од УНЕСКО. За реализација на овој проект не може Албанија да одлучува сама. Постои меѓудржавен комитет меѓу Македонија и Албанија, укажува инженерот за животна средина Ѓоко Зороски. Целта на тој комитет треба, двете земји заеднички да го управуваат тој целиот процес и сите активности што се поврзани со препораките на УНЕСКО, односно секоја одлука која ќе биде донесена е поврзана со заштита на рибниот фонд, природното и културното наследство да се носат со консензус, што значи дека треба да се паше и македонската страна. А од друга страна, пред да се започне со овие активности, во Албанија се водени жестоки дебати, дискусии околу урбанизацијата на овој дел од крайбрежјето, бидејќи веќе извршена е фрагментација на заштитеното подрачје Дрилон Тушемиште. Сведоци сме дека се изградени огромни згради помеѓу селото Тушемиште и изворите Дрилон. Уште пред 2 години УНЕСКО побара да се стопираат сите планови за градби што се во непосредна близина на националниот парк Дрилон, кое што е едно големо извориште и кое што има голема издашност на питка вода, околу 3 метри кубни во секунда и е второ по големина после изворите во Светинаум, истакнува Зороски.